Ви благодарам на присуството. Оваа пресконференција свикавме по повод скандалозното и досега невидено однесување на органите на власта спрема една парламентарна и регистрирана политичка партија, во случајот тоа е Левица, кога од сите вонпарламентарни и парламентарни партии за прв пат во историјата на независна Македонија само на една партија е забрането политичко представување, односно платено рекламирање во приватните медиуми. Скандалот да е уште поголем, не само што ни се забранети државните пари кои по закон не следуваат, туку и доколку би имале наши пари, ние ќе не можеме да се рекламираме, затоа што со едноставно пропуштање, односно неспомнување во 4 законски предвидени пакети, ние сме изоставени комплетно како да не постоиме на политичката сцена. Ова е директна последица и пратен абер, директно од премиерот преку неговиот подлизурко Зоран Трајчевски, вечити директор на АВМУ, кои што на овој начин се обидуваат да ги скратат крилата на Левица, но сакаме да им порачаме дека ова нема да помине, напротив, ќе има обратен ефект на бумеранг, бидејќи народот гледа како на една партија се прави класична неправда. Во меѓувреме ние се екипиравме со адвокатски тим, ќе поднесеме акцио популарис, односно тужба со времена мерка за стопирање на ова упатство и бараме од Уставниот суд веднаш, уште денес, да се произнесе со времена мерка, затоа што, не знам дали знаете, 3 случаи досега вакви имало, Уставниот суд прави финта, а тоа е дека кога поднесуваме ние представка или иницијатива, тој го става актот за гласање во декември и констатира, многу бегло, дека актот повеќе не е во сила и нема што да оценува. Дали ме разбирате кој е тој правен изум? А тоа што актот произвел дејство и направил штета, тоа не го тангираат. И предосеќам како професор по право дека овој случај ќе заврши во Страсбур, но тоа би траело 2-3 години од сега, така што штетата која сега ни е нанесена, ние парично ќе ја вратиме по 2-3 години, но ќе биде удар врз демократијата во Република Македонија. Сакаме да порачаме дека Левица не се откажува ниту правно, ниту политички и дека Левица на овие локални избори ќе го достигне својот историски максимум, така што не можете да спречите Пролет дури и да ги искорнете сите кокичиња. Ви благодарам и доколку имате прашање. Кој е законскиот основ Левица да добие платено државно политичко рекламирање, бидејќи и од таму и од ДИК велат дека не влегувате во тие 4 категории на партии кои што се предвидени во... Станува збор за едно искривоколчено граматичко толкување над членот 75Г од изборниот законник, кој што предвидува двете најголеми партии да добијат најмногу. Но тоа не значи дека двете треба да добијат се. Тие толкуваат и се држат како слеп за стап за зборот двете, а ние се држиме за зборот најмногу и зборот може. Тоа значи може, но не мора да добијат се, затоа што законот треба да се прилагоди на реалноста, а не реалноста на законот. Во овој случај имаме трет субјект, тоа се знам во власта и Левица во опозиција, но утре може да имаме и четврти и пети субјект. Не може секогаш да се менува законот. И затоа законот треба да се толкува за да се прилагоди на реалноста. Тоа постоечкиот закон го дава како основ, затоа што оперира со термините може и најмногу. Тоа значи дека пропорционално најмногу од тие 2 минути треба да земат двете најголеми, а остатокот треба да го земеме ние. Но тие го толкуваат ригидно, граматички и се држат за зборот двете. При тоа го забораваат зборот може и зборот најмногу. Тоа значи дека преку телеолошко толкување, тело значи цел, целта на законот е сите да добијат, а не една партија да не добие. Може да се најде соломонско решение, но тие одбиваат тоа да го сторат и ова ни е поздрав од Мицкоски со абер дека и на следните избори ова истото ќе не се случува. Значи и на парламентарните очекувате ова истото да не се случува. Но имаше толкување исто така и дека дури да им одредат помалку минути или помалку проценти на рекламирање на порталите, остатокот што ќе остане не би следува бидејќи таква категорија како партија која што има пратеничка група воопшто не е наброена во таксативно наброените. Не се таксативно наброени, туку законот оперира со терминот двете најголеми партии во власт и во опозиција можат да добијат најмногу. Значи можат да добијат најмногу. Тоа значи дека тогаш имало 2, сега има 3, утре може да има 4 или 5, ме разбирате. Не може да се менува изборниот законник на секоја промена на парламентарен состав. Затоа мора да се прилагодува со толкување. Нашиот предлог кој го даваме, наместо 240 секунди да се поделат 120 на двете најголеми, да се поделат 120, 80, 40. Тоа значи дека ВМРО, ДПМН и СДС не губат ништо,
губат вторите партии 40 секунди кои нас би ни следувале. И така треба да се толкува, и така е правилното правно толкување, но тие одбиваат тоа да сторат и за тоа ќе има штета, ќе има кривични пријави против персоналниот состав на Советот на АВМУ, ќе има тужби за оштета лично против сите членови на Советот на АВМУ со барање за солидарна одговорност, така што процесот ќе трае, но за овие избори не ќе бидеме оштетени. Така, и уште едно прашање, Да. зошто, ако веќе го знаевте законското решение и ги знаевте ставовите, како што велите на партиите, не поднесовте автентично толкување или измени Затоа што во собранието таму сте 6 автентичното години? толкување кое јас го поднесов за изборниот законник се уште е во процедура, веќе 6-ти Се месец. однесува нова? Не, на друго се однесува, но поучени од искуството е тоа. Инаку сега во процедура, вчера имаме закон по итна постапка да се смени изборниот законник, онака како што бараат директорите на 4 институции. Оние со писмо побарале од Африм Гаши оваа системска слабост да се коригира, но Абер нема од Гаши дека ќе свика седница, така што ние остануваме оштетени. Нечуено е ова што ни го прават. Следно веројатно би било да ни ја забранат партијата со подзаконски акт да не може да учествува на избори. Тоа е следниот чекор после ваков скандал кој што е невиден во досегашната историја на парламентаризмот. Уште еднаш упатувам апел до Уставниот суд уште денес да изрече времена мерка против ова скандалозно упатство. Ви благодарам.